Почитувани представници на медиумите. За 41-та седница на Совет се понадевавме дека конечно по повеќе од една година на седница на Совет, а не само на телевизија Визија, ќе го видиме градоначалникот Ристевски. Тоа беше така, бидејќи конечно по 2 години на дневен ред ставија советнички прашања и одговори, па помисливме дека ќе имаме прилика да поставиме прашање до него и воедно да ни објасни предлог одлуката за зголемување на неговата плата. За жал и вчера господинот Ристевски не дојде, иако оваа седница беше закажана поодамна и по не знам кој пат брутално не омаловажи. Со денешната пресконференција сакаме да информираме јавноста за една според нашето мислење многу важна одлука, која што беше предложена и инициирана од нашата советничка група, а која на наше пријатно изненадување беше поддржана и од дел од советниците на ДПМН. Имено од советничката група на СДСМ се побара итен ребаланс на буџетот на општина Прилеп во висина од 40 милиони денари или повеќе ако дозволуваат можностите за пренамена на средствата од расходната страна за несуштинските потреби од типот на споменици, непознати договорни услуги, прескапи ю-турбо фолк пејачки и слично, кои би се пренаменили за неодложно и ургентно завршување на новите бунари во местноста викана Бегова ливада, каде инвеститор е општина Прилеп. Нашиот предлог беше во интерес за итно ублажување на водната криза во нашиот град со собствени финансиски ресурси, наместо да чекаме средства од фондови и програми за кои сме сведоци дека се реализираат со доцнени од неколку години. Јавно се заблагодаруваме на дел од колегите советници од ДПМН, кај кој конечно проработи разумот и свеста за една ваква потреба, потискајќи го политичкиот анимозитет кон се она што ќе предложи опозицијата. Ова одлука беше изгласана со помош на неколку нивни гласови и се надеваме дека градоначалникот истата одлука итно ќе ја подпише и во ургентно краток рок ќе биде реализирана од страна на службите во финансискиот сектор на локалната самоуправа Прилеп. Исто така, сакам да искористам оваа прилика да ги запознам нашите сограѓани за позитивниот тек и дискусија што се водеше за кризата за вода во нашиот град во склоп на едногласно одобрената дополнителна точка на Совет. Пред се сакам да потенцирам дека конечно и раководството на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација конечно призна дека многу малку, скоро ништо не е направено во нашата општина на полето на подобро водоснабдување за последните 7 години. Ниту ги завршиле новите бунари, ниту дека се кадарни способни да се изборат за правилна распределба на водата од Студенчица, ниту пак се спротивставиле за преместување на селиштето на Студенчица од Скопје во општина Другово, постапка која резултира со протекционизам и повластеност на многу помалато со жители Кичево. Исто така, од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација не оспособија постројката за преработка на водата, ниту пак обезбедиле вода во доволни количини од акумулацијата со која што раководи јавното комунално предпријатие Прилепско поле. Сето ова што го зборувам е во ингеренција на градоначалникот Ристевски, па согласно на тоа, тој е единствено најодговорен за оваа ситуација. Се надевам дека на следната седница на Совет, градоначалникот Ристевски ќе биде тука, за да бидеме во можност да му поставиме низа прашања како и овие и да дебатираме за неговата спремност да се менеджира оваа криза. Може би за таа седница ќе дознаеме и каде се потроши 1 милион денари кој јавното комунално предпријатие Водовод и канализација ги префрли на општината за завршување на бунарите во местноста Бегова ливада, бидејќи нити директорот на јавното комунално предпријатие, ниту пак началникот за урбанизам не го знае одговорот на ова прашање. Никој не знае каде се потрошија тие 1 милион денари. Патем речено, бунарите ни далеко не се спремни за експлоатација. На крај, информираме граѓаните на општина Прилеп дека советничката група на СДСМ покрена статутарна иницијатива за воредна седница за водоснабдувањето и покрај огромното несогласување што наидовме од колегите советници од ДПМН. Цело време не убедуваја дека вода има, редовно и сите граѓани ја имаат, а сето ние ова што го правиме политичко надмудрување. Сепак ќе оставиме граѓаните сами да оценат дали во нивните домови има вода или не. Благодарам за вниманието.